планот е околу 40.000 треба да се донесат. Државата ќе добие еднократно помеѓу 110 и 130.000 фунти за секој мигрант и годишно помеѓу 20 и 40.000 фунти по мигрант. Од нас ќе се бара да им се возможи добивање на работни дозволи и процесуирање за азил као економски мигранти, значи економски азил. И имајте во предвид дека Македонија го зголеми квантумот на работни дозволи, до лани беше 15.000 лимитот на издавање на работни дозволи, го сменија во 30.000 работни дозволи за оваа година и за следната. Че они веќе подготвуваат терен. Во овој пакет влегуваат нели со тие пари да се направат населби, инфраструктура, да и болници, школи, градинки, све и башка да се прави коридорот тој север југ исток запад. Делот тој исток запад треба да го финансира владата на Република Македонија. Владата на Република Македонија нема пари да го финансира тоа. Владата на Република Македонија нема пари да финансира ништо следната година. И сега од некаде ќе мора да се земаат пари. Единствен излез да земе оваа држава пари, бидејќи не ги почнуваме европските преговори, е да земе пари на овој начин. Ќе остане без фирми, ќе останеме без економска активност и тоа повлекува цела спирала. Тие фирми нема да работат, тоа нема да генерира нова економска активност, нема да има додадена вредност, ки помалку луѓе ќе земаат плата, тие со тоа ќе се намали вкупната куповна моќ на граѓаните, ќе влеземе во една спирала од која што излагање ќе биде само дайте ни 6-7 милиарди британци, дај ќе ви ги земеме и мигрантите, само дайте ни пари да се извадиме од гомна. Ете тоа ќе се случи.